Почитувани, владата на Заев преку своите партиски полтрони, кои се поставени на клучни позиции во државата, на најдрзок начин се обидува да ги уништи земјоделците во Тиквешкиот регион. Се наоѓаме на почетокот на новата поливна сезона. Каналите со кои стопанисува водостопанство Тиквеш се во катастрофална состојба. Ниту се исчистени, полни се со земјен нанос, вегетацијата од капини не е искастрена, а сифоните и цивководите се целосно хаварисани. Пумпните станици се во таква состојба што оваа година земјоделците од така наречените горни зони речиси и да не очекуваат вода за наводнување. Уште од пред 2 дена, согласно Законот за водостопанство, а и по барање на жителите на селата, од Возарци до Курија, од Дреново до Виничани, од Сопот до Демиркапија, требаше официјално да почне поливната сезона. Меѓутоа, прашање е дали и после еден месец оваа неспособно раководство на водостопанство Тиквеш ќе овозможи да протече вода низ каналите. И кога евентуално би протекло вода после еден месец, истата ќе биде неквалитетна бидејќи талогот речиси и е невозможно да се исчисти во овој период. Повеќе од сигурно е дека жителите на 5 општини во овој регион, Кавадарци, Росоман, Градско, Неготино, Демиркапија, навреме нема да добијат вода за наводнување. Со овие чекори им се нанесува штета на производителите на градинарски култури, како и житариците. Меѓутоа, наскоро ќе претрпат штета и производителите на праска, на бостан и на други земјоделски култури. Сето ова отвара сомнеж дека станува збор за незаконско делување, кое би требало да биде санкционирано. Имено, за чистење на каналите АД Водостопанство има распишано тендер. Истиот тендер го има добиено фирма од Новосело Струмица. И покрај тоа што фирмата која што го добила тендерот е за чистење на целиот хидромелиоративен систем со кој стопанисува водостопанство, на повеќе од 70% од каналите чистат работници на водостопанство. Значи, работниците на водостопанство чистат, а некоја фирма од Струмица на крајот ќе се офајди. И повикуваме надлежните институции да го истрашат случајот и доколку постои незаконско работење да поведат соодветни постапки. Ја прашуваме владата на Заев дали бидејќи се неспособни да отворат пазари каде би пласирале нашите земјоделски култури, а тоа го гледаме од моменталниот откуп на зелката, на ваков начин сакаат да ги уништат земјоделците со самото тоа што не им пуштаат вода. И на истите би им го уништиле родот. Оваа работа е премногу сериозна и одговорност мора да има. Сите кои се соучесници во оваа работа еден ден ќе одговараат. Само навреме овозможените услови од страна на државата можат да допринесат за дополнителен стимул кај земјоделците. Земјоделието во Македонија е столбот на економијата, но тоа треба да се негува, а не да се уништува.